Здраво и добри дојде во уште едно Дома со Леа видео. За оние кои што се прв пат тука, да се представам. Јас сум Леа и сум мајка на дечиња од 3 и од 1 година. Овој YouTube канал го водам веќе 3-та година, па ако ти се допаѓа видеото што го гледаш, осигурај се дека си се сабскрајбнал на ова црвено копче тука и на тој начин сите вакви содржини ќе стигаат директно на твојот YouTube таймлайн. Исто така, ако познаваш некоја мајка или трудница на која што би се допаднало ова видео, не се срами да го препратиш. Таквата поддршка многу ми значи, а ќе и значи и на жената на која што се сети додека го гледаш ова. Во ова видео сакам со вас да ја споделам мојата дневна рутина со 2 мали дечиња. Рутина е доста комерцијален збор деновиве. На сите социјални мрежи гледаме луѓе кои што зборуваат за дневни рутини, ноќни рутини, рутини за јадење, рутини за нега, рутини за нега на кожа, рутини за викенд, секакви можни рутини. Значи, знам дека е комерцијален збор, знам дека можеби ќе ви создаде отпор, меѓутоа многу е добро да знаете дека да знаете што вели науката зад создавањето на рутини кај мали деца. Имено, децата сакаат рутини од истата причина од која сакаат киндер јајца, рими и песни со повторување. Создаваат допамин во мозочињата. Очекувањето на одреден исход и остварувањето токму на исходот кој што се очекува, всушност го наградуваат мозочето со убаво чувство преку создавањето на хормонот допамин. Ова не значи дека децата ќе бидат несреќни ако не се држите до одредена рутина, но ако се придржувате до редот кој го создавате околу потребите на малечките секојдневно, ќе забележите дека е повисок степенот на задоволство кај нив, отколку ако ги држите несвесно во некаква неизвестност на тоа што ќе следува денес, попладне, вечер или во текот на еден ден. Рутината е нешто свето според многу мајки кои што откриле дека тоа им е нив клуч до раатот во денот. Рутината не ја измислуваме ние овде денес, таа е застапена во различни форми. Еве, например, градинките имаат распоред, имаат програма за работа, во која што се вметнати активностите за секој ден. Сакам да кажам, придржувањето до одредена рутина ги подготвува децата за блиската иднина. Кога сме кај детските мозочиња, да не заборавам да ви кажам дека за нивни правилен раст и развој потребни се квалитетни суплементи во форма на DHA. DHA рипчињата на Now Foods се она што јас го користам за моите дечиња, а зошто ги одбирам токму нив ќе да знаете на крајот на ова видео. Кога јас прв пат ја открив моќта на добрата рутина, сватив дека е клучот за успешна и спокојна врска со детето. Видеото што тогаш го снимив го нареков "Како моето дете стана послушно", бидејќи буквално тоа беше ефектот кој што го постигнаа редовните рутини во животот на детето. Истото видео можете да го погледнете откако ќе заврши ова со кликање на линкот на оваа картичка овде горе или на линкот во описот на видеото, каде што ќе го оставам да го видите. Тоа видео го снимив кога Зара беше околу 1 година стара и кога успешно истранзитиравме од ден со 4 дремки во ден со 3, во ден со 2 дремки и според нејзините потреби ја менувавме дневната рутина, така што сите детали за живот со едно дете ги имате во тоа видео. Животот со 2 деца со различни дневни потреби на возраст од 2 до 3 и од 0 до 1 година знае да биде уште похаотичен и токму тие аспекти сакам да ги споделам со вас денес во ова видео. Како што можете да замислите, предизвикот со 2 деца е многу поголем. Рутините мора да кореспондираат со потребите на двете деца и плюс да се вклопат меѓу себе така што ќе може една возрастна особа или целото семејство да ги следи без многу напор. А деца како деца имаат различни потреби и истите се менуваат како што тие растат и како што влегуваат од една во друга развојна фаза. Сега ќе ви кажам како ги вклопуваме овие два распореди.
Зара одамна ја исфрли редовната попладневна дремка. Спие еднаш во денот, меѓутоа не секој ден. Зафир долго време транзитираше во периодот меѓу 3 и 2 дремки и иако сега има само една попладневна дремка, јас во видеова ќе ви го раскажам овој распоред кој што се базира на 2 дремки, бидејќи е најблиску до она што би можеле евентуално да го промените и да го примените во вашите секојдневија. Прв во семејството се буди Зафир. Никогаш тоа е 5 часот наутро, кога имаме среќа е 6, ако сака да не чести, уште малку сон, тоа е можеби и 7 часот наутро. Откако почна да лази, е доста понезависен и некако кога ќе стане, цица, се гушкаме и се заситува од мене, што мене одлично ми доаѓа. Бидејќи само го спуштам од креветот и ја отварам вратата кон собата кај што спијат сопругот и Зара, и он се тргнува полека лазејки, сега веќе одејки, кон нив и кон откривање на остатокот од станот и остатокот од семејството тоа утро. Па тука најчесто сите заедно ме честат уште околу пола час сон, значи без разлика што се случува во другата соба, знам дека ќе се поминат убаво, ќе станат, ќе се освежат, ќе се заиграат и после тоа можам јас така до дремната да се вклучам во животот на семејството. Откако ќе обавам лична хигиена, ќе си направам кафе и ќе им се приклучам, Зафир веќе има разбудено и Зара најчесто и се имаат внесено во некаква игра во дневната соба. Тоа е идеално за јас и сопругот да се договориме што ќе правиме тој ден, дали има битни аспекти, какви очекувања имаме од денот, пошто ќе биде различен нели од претходниот. Сега бидејќи двајцата работиме од дома, мораме овие работи да ги планираме за да сме сигурни дека не сме испуштиле нешто битно во текот на денот и дека нема да правиме дополнителни претумбации или стресови по тие прашања. Откако кратко ќе се искоординираме, почнуваме со спремање за доручекот за децата, па потоа и за нас. По доручекот дечињата уште малце ќе си поиграат, односно сите заедно ќе си поиграме некоја поттивка игра со помалку викање, трчање и тропање, за да го подготви Зафир за неговата прва дремка. Ова вообичаено се случува во периодот меѓу 10 и 12 часот, во зависност кога станал утрото. Така што, откако ќе го успиеме Зафир, во меѓувреме, јас и Зара се подготвуваме, се облекуваме и се спремаме со разговорот, нели, психички се спремаме да одиме надвор, односно се договараме какви активности ќе имаме надвор, дали ќе се шетаме на кеј, дали ќе одиме во некоја продавница, дали ќе одиме на лулашки или само ќе одиме да купиме доручек, значи се договараме за сето тоа. Откако ќе заспие Зафир, ние сме спремни, а тоа во нашиот договор со Зара значи јадени, облечени и измочкани. Облекуваме кондори и излегуваме надвор. Имаме околу час и половина од дремката на Зафир да го искористиме за нашите активности надвор и ова го правиме секој ден. Значи без оглед на времето, дури и да е лошо време, дури например да се случи некој од нас да не се чувствува баш најдобро и да не може да има физички активности надвор, во краен случај тоа се активности на тераса. Значи дали ќе биде тоа преместување на цвеќињата, метење, префрлање вода или песок, или вадење играчки на тераса, па играње со играчки, значи без разлика. Овој час и пол предпладне Зара инсистираме да го поминеме надвор, односно на воздух, по можности на сонце. Имам добри причини зашто е тоа така, меѓутоа нив ќе ги опфатам во некое наредно видео. По прошетката и активностите надвор се враќаме, седнуваме да си каснеме ужинка. Најчесто тоа е нешто што го земаме од пекара, па е доручек за мене и за сопругот, бидејќи не сме доручкувале многу рано како кога сме им дале доручек на децата.
а е ужинка за Зара и обично ова се случува некаде пред 12 часот. Ако е ден во кој што имаме среќа, да кажам, на Зара да и се спие после тоа, тука е клучниот момент. Значи, после оваа ужинка во 12 часот, си облекува пижами, оди во креветче, легнува да се одмори, иако е според мене се во ред, и навистина заспива. Одамна се откажавме да се нервираме или да се угадуваме ако не заспие, затоа што едноставно тоа е нивото на сон што му е потребно на детето и некогаш има и надворешни услови кои што влијаат на тоа. Например, во почетокот на пролетта почна да заспива сосема редовно, значи се забележи раст, скок во развој на нејзиниот организам, раст од 2 броја или 4 сантиметри на метрото во рок од 2 месеци и во тој период едноставно секој ден се заспиваше и тоа беше фантастично, меѓутоа кога не му е потребно тоа на организмот се гледа дека може да заостане. Истото важи и за нивоата на храна или нивоата на енергија што ги троши надвор или во активности во домот. И сега, без разлика дали она не заспала или не, некаде после час и половина до 2 часа станува и Зафир и најчесто станува гладен во ова време и продолжуваме со неговиот следен оброк. Вообичаено веќе имам ставено нешто да крчка на шпоред, па има некоја манџичка или чашичка за него, доколку тоа не е така, секогаш му чуваме од пецивата и млечните производи кои што сме ги јаделе за ужин. После ручекот на Зафир, обично е време во кое што тие играат независно или заедно двајцата или независно и еден од друг. Во моментот кога длабоко ќе се внесат во играта е идеално време за јас да си убавам некои обврски, домакински обврски, значи дали тоа ќе биде пуштање машини, дали ќе биде довршување на покомплициран ручек или почнување на ручекот ако не сум стигнала тоа да го направам порано во денот, пружање алишта, раскривање и такви работи. Значи воглавно јас имам обврски во домот, а тие ми помагаат и си играат околу мене, додека на сопругот си уште му е работното време нели во тек. После 17 часот и по неколку вакви сесии игра и работа, време за прошетка. Во овој период вообичаено Зара повторно беше гладна и јас и таа седнувавме да ручаме, додека сопругот и Зафир излегуваат надвор за Зафир да има дневна прошетка и да ја фати воздух. Прошетките на Зафир до 1 година беа врзани со временските прилики, па така него не го шитавме во секоја доба, нели? Меѓутоа, како што почна да се стоплува времето и да има се помалку ветровити денови, се почесто го шетаме попладне, а во последниве нешто повеќе од 1 месец, значи 5-6 недели, скоро секој ден имаме заедничка прошетка сите четворица, што морам да кажам порано доста ретко се случуваше, меѓутоа е многу поинтересно, ни носи нови аспекти на сите, се забавуваме и плюс го минеме времето заедно како семејство. Впрочем, тоа е она што го правиме подолго од 1 година, бидејќи сме дома и работиме од дома и чуваме деца дома, нон-стоп сме заедно. Меѓутоа, сосема друга димензија добива времето поминато заедно надвор од домот на заедничка активност. После прошетката обично се враќаме дома и имаме вечера. Значи, може би забележувате како овие термини доручек, ручек, вечера за секого важат поединечно, меѓутоа она што е заедничко е дека барем двајца од нас се заедно на маса во еден оброк. И така после вечерата, што најчесто е она што се готвало во денот, односно ручек за сопругот, евентуално вечера за мене или ужина за мене и вечера за Зара и за Зафир дефинитивно. Обично е нешто што предизвикува многу неред, па така го чуваме прљањето на лиштата на крај и по вечерата полниме коритото и ги бањаме децата. Значи, вообичаено Зара бира кој ќе се бања прв,
На Зафир не му е битно кој е прв, битно е само да се бања веднаш штом ќе слушне дека се полни неговото корито нели во купатило. И така обично решаваме спрема тоа дали ќе биде долго или кратко бањањето на Зара. Кој ќе се бања прв, значи го поставуваме тоа прашање, ајде сега на кого прв му се спие, тој прв ќе се бања и тука решаваме. Тоа е многу интересно затоа што никогаш Зара е во состојба да инсистира прва заради нејзините познати причини да инсистира прва да се бања, а некогаш инсистира дека на братчето прво ќе му се спие, па ајде Зафир, па јас ќе почекам, па рано ми е мене, не ќе да се бањам и такви работи. Бањањето стана дел од секојдневието, нормално повторно со мало бебе. Значи, откако Зара наполни 1 година, го редуциравме малце бањањето секоја вечер, едноставно немаше дополнителен ефект за нејзе. Меѓутоа, откако го имаме Зафир, кој што се навикна дека не може да заспие трајно за цела вечер ако не го бањаме, буквално го бањаме секоја вечер. И мислам дека ќе продолжиме и по навршувањето на 1 година со сето ова. Затоа што едноставно многу се забавува, многу му прија и се гледа каков смирувачки ефект има токму заради ефектот на рутина. Значи, буквално дали поминал 1 минута или 15 минути во вода, него му е сеедно, зависно од тоа колку е уморен, толку време му оставаме во корица, после тоа го сушам со бањарка, го облекувам, не го масирам, искрено, двете мои деца не сакаат да се задржуваат во периодот по бањањето, дали голи, дали на едно место како на повивална, значи едноставно ретко уживаат во таа масажа после бањање. Можеби Зара сега, бидејќи ме наблюдува и мене, нели што правам после бањање, па мислам дека може одново да се воведе во некоја таква рутина, но во главно, значи, после бањање следува само облекување на чиста облека и затварање со Зафир во темна соба со пуштани бели звуци на YouTube и нишкање и доење, евентуално до заспивање, во зависност од тоа дали заспива со мене или со сопругот, бидејќи нема проблем да заспие со било кој од двајцата и покрај елементот на доење. Зара обично заспива малку покасно, значи она после бањањето има уште една сесија на тивка игра, дали тоа ќе биде цртање, боење, игра со пластелин или со некои фини елементи во полутемна просторија, и најчесто сето тоа по промените на нејзината рутина и воспоставувањето на овој ред завршува со читање книга или уште поомиленото раскажување приказна од страна на мама или на тато, во зависност од тоа кој го заспива Зафир. Ете така, дечки, од прилика изгледа нашиот ден до сега. Инсистирав ова видео да го снимам сега, бидејќи е период во кој што и девајцата се адаптираат на одење во градинка и градинката со својот распоред, со своите рутини, делумно ќе навлезе, односно ќе ги смени овие рутини за двајцата нив. Ние сме тука да ги адаптираме децата, да ги адаптираме и нашите распореди спрема тоа што им одговара на нивните потреби, да имаме мирни и спокојни и задоволни деца, за да можеме денот да го поминеме полесно и со поголема контрола над она што ни се случува. Доколку немате воспоставено дневна рутина, од срдечно од се срце ви посакувам и ве замолувам за атер за себе, да седнете кога ќе имате време еден ден, да запишете како изгледа она што се наметнува како ваш распоред, бидејќи како што гледате ние во рутините не измислуваме ништо, него само едноставно ги набројуваме работите кои што се во сооднос со нивните потреби и околу таквите тајминзи кои што децата ги налагаат, ги градиме распоредите за денот на секој член на семејството, со што постигнуваме сите битни потреби да се исполнети во оптимално време и се разбира да не заостануваат работи, да нема фрустрации кај било кој од нас, дека не е исполнето нешто што е предвидено за тој ден и едноставно да денот да го поминеме спокојно, со повеќе енергија и посвежи за наредниот ден. Се надевам дека ова видео ви беше од корист
и дека се информиравте за тоа како изгледаат работите. Знам дека има такви меѓу вас кои што не веруваат во планирање и не веруваат во рутини, но она што јас го велам е дека човек секогаш треба да има план, условно кажано, бидејќи и покрај тоа што може во секој момент ништо да не оди по планот, тоа не треба да не спречи да планираме и да имаме визија за она што сакаме да го постигнеме во текот на денот. На крај крајава и ден кој што тотално излегол од редот, излегол од рутината, излегол од планот, сепак може да се евалуира како ден во кој што ќе признаеме се случиле работи кои што ни извадиле од колосек и не е тоа поголемо или пострашно од нас и не значи дека мора да продолжиме со остатокот од животот да го живееме во хаос, туку баш обратно, добро е да планираме и да ги инкорпорираме потребите на сите членови на семејството во една дневна рутина. Ви благодарам многу за вниманието. А сега да ви раскажам она што ви го ветив на почетокот, а тоа е зошто здравјето на моите најмили го доверувам на суплементите на Now Foods. DHA Kids Bio Pure DHA на Now Foods е концентрат од природно рибино масло. Омега-3 масните киселини се од големо значење за општото здравје на детето, но и за подобрување на когнитивното и бихевиоралното функционирање. Доказите од експерименталните студии покажуваат дека овие нутриенти ги регулираат бихевиоралните и неврохемиски аспекти кои се поврзани со нарушувањето на однесувањето, како што се одговор на стрес, депресија, агресија, раст, меморија и когнитивни функции. Впрочем, недостатокот на омега-3 ја нарушува функцијата на мозокот и ја отежнува состојбата кај децата со дефицит на внимание. Редовното конзумирање на омега-3 масните киселини поддржува детски когнитивен развој, подобра координација на рацете, социјални вештини, зголемена концентрација, подобар вид и функција на очите, го подобрува читањето и меморијата кај поголемите деца. Улогата на омега-3 масните киселини покрај што овозможува подобра визуелна перцепција, овозможува и подобрување на когнитивните функции, кардиоваскуларното здравје, поврзано со крвниот притисок и вискозноста на крвта, го зајакнува имуниот систем, заштитувајќи ги децата од алергија и астма во раното детство. Производите на Now Foods, вклучително и DHA Kids, се произведени според строги стандарди за контрола на квалитетот. Тестирани се дека нема потенцијални штетни нивоа на загадувачи како PCBs, диоксини, жива и други тешки метали. BioPure DHA содржи 5 пати повеќе DHA од вообичаените суплементи кои што се наменети за деца на нашиот пазар. Ви благодарам многу на вниманието, уживајте, имајте прекрасен ден, исполнет со прекрасни активности со вашето семејство. Поздрав!